Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите Црвена линија. Денеска по 153 години од неговото раѓање, како никој да не ја сватил неговата порака. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Председателката Силјановска-Давкова и премиерот Мицковски не ја прифатија поканата да присуствуваат на денешниот музички концерт во чест на Гоце Делчев, што ќе се одржи во Софија, чиј покровител е бугарскиот председател Румен Радев. А своето учество го откажа и поетесата Валентина Божиновска и оперската пејачка Илина Митревска. И оваа година нема да има заедничко македонско-бугарско чествување на Гоце Делчев и покрај сите пораки од двете страни дека се подготвени за средби и контакти. Заедничко одбележување на 153 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев на 4 февруари ке нема, бидејќи Бугарија не добила покана од Македонија, изјави шефот на бугарската дипломатија Георги Георгиев. Последното заедничко чествување на раѓањето на Гоце Делчев беше во 2017 година. Дали заедничко чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи. Неминовно е да ве подсетиме дека имаме и прашање плюс, кое што можете да го одговорите, но овој пат на Инстаграм ќе го заследите профилот на Телма телевизија, што значи нашите анкети од неодамна ги објавуваме токму на овој профил. На Инстаграм стори ќе ве пречека следното прашање, а тоа е: дали откажувањето на председателката Силјановска-Давкова и премиерот Мицковски да не присуствуваат на музички концерт во чест на Делчев под покровителство на бугарскиот председател Румен Радев е добар политички потек? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Ако сметате дека треба да биде вашиот одговор да, тогаш кликнете на ова поле. Ако е вашиот одговор не, тогаш на ова поле ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме кон крајот на ова издание и резултатите од оваа Инстаграм анкета. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Далиборка Дамјанска. Пораки за обединување околу националните интереси, надминување на разликите и чување на споменот за ликот и делото на Гоце Делчев беа испратени од политичарите кои денеска положија цвеќе на гробот на војводата. 153 годишнината од неговото раѓање во црквата Свети Спас во Скопје беше одбележена во присуство на државниот врв и бројни делегации. Ова е наш македонски великан кој што е дел од македонскиот идентитет и неговото дело не сме никогаш да биде заборавено. И од опозицијските партии порачаа дека различностите не треба да бидат извор на поделби, туку поттик за подобра перспектива. Тој се борел за слободна Македонија, демократска, во која што се гарантирани индивидуалните слободи на луѓето и секако правдата. Неговите мудри мисли се актуелни и релевантни и денес. Тој тргнал во борба, повикувајќи ги сите луѓе, без разлика на нивната етничка, национална или политичка припадност, поради тоа што имале една цел, а тоа било слободна држава. Ние денеска треба да продолжиме во тој манир, да ги надминеме разликите кога станува збор за националните интереси и сите заедно се бориме за уште попросперитетна и интегрирана во Европската Унија Македонија. Идејата на делчевизмот и идеологија која е неопходна денес од кога било, коегзистенцијата, меѓусебното почитување, културното заемно збогатување се темелите од кои треба да ја градиме нашата заедничка иднина. Панихидата и годинава ја служеше архиепископот на МПЦ, пошто прва положи цвеќе председателката Гордана Силјановска-Давкова. Веднаш по неа следеше премиерот, па бројните делегации од пратеници, министри, амбасади, граѓански здруженија, партии и граѓани. Немаше делегација од Бугарија, ниту пак заедничко чествување, поради што и годишнината беше одбележена мирно и без тензии. А сега по прилогот на Далиборка Дамјанска, време е секако да ве слушнеме вас.
02307-005 е нашиот добро познат веќе телефонски број. Напомена за оние кои што ќе добијат порив или желба за прв пат да се вклучат во контактната емисија на Црвена линија. Секако имајте во предвид дека задолжително треба да се намали тонот на ТВ приемникот, за да не се губат секундите кои што се наменети за едно јавување во однос на тоа дали добро се слушаме, да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, или пак да биде уште полошо да мислите дека воопшто не сте вклучени. Така да тоа е исклучително важна техничка препорака. Ке подсетам секако да не заборавите да не заследите и на социјалните медиуми. Нашиот профил е секако Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно се објавуваат темите за кои што со вас секојдневно разговараме. Ке укажам на фактот и дека треба да се коментира. Секако исподелувајте и ќе читаме коментари измеѓу вклучувањата на гледачи. Имајте во предвид дека едно јавување е во живот, 90 секунди е време траењето, така да внимавајте на тајмерот, го објавуваме секако на екранот. Верувам дека сте подготвени, можеме да почнеме со вас и да го речеме и првото добар ден. Секоја сум ја Валентина Кристина. Добар ден. Поздрав од Роме. Поздрав до вас, господине Роме. Благодарам и јас се поздравам сите. Евака, за бугарите, од каде тој бугарин? Чист македонец, како што сум ја македонец, тој бил побав од мене. Коцета Делчев го предаде наши за знајстина. Ја предав историја. И знам ја како е. Ајде, сметате ли дека, се извинувам, заедничкото чествување на нашите великани и празници од Бугарија, заедно со Бугарија, е чекор кон подобрување на добросетските односи? Не, јас по моје мислење, ние немаме врска со бугарите. Бугарите се друго, тие се племе. Јас учев историја, не су прост. Ние немаме врска со бугарите. Бугарите се друг народ. Не се народ, туку племе. Вака, нека извине сега на зборот. Јас знам историјата. И го гледа Султан Сулейман Чесини филмот и тука знам кој бе. Се кажуваше на тоа. И Тина, извини сега, јас така мислам. Ние да го чествуваме наш, тој е чист македонец, немат врска со бугарите. Бугарите немат врска со македонци. И јазикот е наш, македонски, а не е български. Го пишал Кирил, затоа се вика јазикот кирилица. Така. Благодарам многу за вашето вклучување. Со вас го почнуваме, односно со гледачи, ова издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Поздрав и до вас. Благодарам. 153 години од раѓањето на Гоце Делчев не би требало да се заеднички да се прославува заедно со бугарите, затоа што Гоце Делчев бил македонец, не бил бугарин. Тога треба и нините великани ние да ги славиме. Значи, заедничко треба да се најде решение за овај спор што се воде со години. Не треба да се заедно учествуват, заеднички да имат чувствување, затоа што нините великани никој не ги спомнува. Они само услови поставуват, не е само овоа чествувањето на Гоце Делчев на неговото раѓање, него и други услови поставуват во врска со нашата земја. Треба да се одделат еднашка за секој и да се имат своји луѓе и своји великани, што они ќе се ги слават у нината земја, а не да се бркат у другите земји и за нините великани да зборуват и да учествуват у ниното славење. И за тоа треба да се најде едно заедничко решение, при што треба да се одвојат тие две држави, една од друга, и да се знае која е
Благодарам многу за одговорите. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди одбројува, но оние кои што редовно не следат знаат дека апсолутно додека трае црвена линија, можете повторно да го завртите бројот за нови 90 секунди. Време е малку да ви покажам, односно со време да ви покажам како изгледаме на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија. Заследете не. Црвена линија, ќе повторам, преку фотографија, графика, секако ги објавува темите за кои што зборува со гледачите. Прашањето за денес е дали заедничкото чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи. Како и да е, ќе почнеме со коментарот на Лазар Станоевски, кој што напишал: заедничко чествување може да ги подобри односите, но само ако се заснова на взаемно почитување и историски факти, а не на политички условувања. Благодарам за господинот Станоевски што одговори, односно активно зема учество во денешната тема. И една исклучително важна напомена: Црвена линија и во живо во разговорот со гледачите се активира, доколку секако во искажувањето на ставовите и вашите мислења се користи речник кој што е навредлив, со вулгарности, особено речник кој што алудира на насилство и говор на омраза. Тогаш секако се активира црвената линија и секако за оние кои што планираат да коментираат на Facebook, ве молам да се држиме до етиката на црвена линија, до пристојноста, за да можеме да ги прочитаме јавно сите коментари. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, еве, дали заедничкото чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи? Па, Тина, да ти кажам право, ја буквално сум збунете веќе од историјата, затоа што ако ги земете нашите историчари, кои им дадете некои факти на маса, едноставно почнуваат да признаваат и да верглаат дека сепак нешто не е јасно во нашата историја. Ние го кажуваме во емисији она што сме го учеле наводно по книгите. Но цврсти докази за тоа што го тврдиме немаме. Еве речемер, наш бившиот председател на комисијата има извршено превод на некоја книга турски работи, турски документи 903-905, каде што таму превел дека од турските документи за загинувањето на Гоце Делчев во Баница. Што напишале турците? Турците го квалификувале, четата квалификувале како бугарска чета предводена од Гоце Делчев. Повелете, имате Народна библиотека вие книгата, најдете книгата, проверете го дали ова. Кој ќе ги земете историчари Чепреганов и компанија, пред баса вале гледав на интернет, Чепреганов самиот кој ќе кажува за некои наши поети, што ги тврдиме дека се книги на некои наши поети, то сим има други наслови во оригинал од она што ние го знаеме. Така да, еве, ако земете исто на YouTube има гостување на, кога беше пред 2-3 години, на внукот на Гоце Делчев, по брат од Гоце Делчев, од овој диригентот од Софија во Дом на Арама. Интервјуто го имаат правено овие од Инфомакс. Тој таму вика дека се бугари. Ке подсетам особено за оние кои што верувам дека тоа го знаат редовни гледачи, граѓани кои што се вклучуваат во црвена линија, внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Сега одиме понатаму, секако измеѓу јавувањата, како што и најавивме, ќе читаме коментари. Продолжуваме со коментарот на Спасе Василев, кој што напишал: истражи малку, Тина, дали има некој българин со име Гоце или Јане? Зошто во Бургас, Варна, Несебар, Свилен, Шумен, Хасково, Пловдив, Стара и Нова Загора и други градови не го чествуваат Гоце? Само Петрич, Сандански и Благоевград ли ни се соседи? Господин Василев, благодарам за вашиот коментар. Апостол Харалампиевски му одговорил, еве и ова да го покажеме, вели кој да истражи, нема капацитет. Ни една тема не е разработена, најважно е да се јавуваат оние 10 души што се јавуваат на сите телевизии и да се расправаат. Господине Харалампиевски, најнапред благодарам, цениме секогаш што еве учествувате и го споделувате со јавноста вашето мислење.
Концептуално се разбира црвена линија е наменета за граѓаните, подобро така да речам отколку гледачите. Секако ги поставуваме како теми актуелните случувања, а целиот простор и минути на секој издание на црвена линија е токму да се вклучат граѓаните. Значи, доколку сакате повеќе истражување на некоја тема за која што зборуваме со гледачите како граѓани, тогаш топло советуваме да ги гледате секако вестите на телевизија Телма, секое наредно издание на топ тема и уште подобро да кликнете на telma.com.mk. А особено ќе ни биде драго вашиот капацитет да го искористите и секако да земете активно учество во црвена линија. Ќе ни биде особено драго. Благодарам за коментарот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, енигматично е ова сето со врска со Гоце, роден во Егејска Македонија, македонец нормално. Сега, образованието во Бугарија, службувањето во Бугарија, исто така како учител во Бугарско екзархиско училиште, а исто така и имал и некоја офицерска школа, исто така бугарска, па не знам на која војска му служил. Мислам, така да навистина има доста така непознаници тука, не разјаснети работи. Не знам, ние велиме наше. Меѓутоа, ова што од нашите не одат. Например, поканати се во Бугарија на некој концерт таму, нашиот врв, државен врв, а и ние, и тие може да дојдат исто така да положат цвеќе венец на саркофагот на Гоце во Свети Спас, во Скопје, па и тие не дојдеа. Па еден сме, не знам тука како да речем. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ке ве замолам малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добар ден. Ало, се слушаме? Да, сега веќе е подобро, повелете. Видете вака, Гоце Делчев е македонец, по сите истражување и сите научни докажување, а бугарите што сакат може да се прават. Тој е чист македонец по татко и по мајка. Имам едно друго сознание од некои други луѓе, дека Гоце Делчев, кога патувал во ВОС, му издала неговата најдобра пријателка. Многу малку тоа го знаат во нашава држава. Дали ме слушате? Да, внимателно, продолжете. Видете вака. За овој другиот дел. Ало? Продолжете, ве слушаме. За овој другиот дел за чувствувањето ние си го чувствуваме Гоце Делчев како наш македонец и голем великан. Едно, сега малку се префрлам на кратко за сообраќајните незгоди што се на булевар Партизански одреди. Имам предлог до градоначалниците што се на центар Карпош и Ѓорче Петров да изградат височи пешачки премин. Како што е мостот Лајко. Така би се завршила целата работа. И тоа да се направило на клучни места. И ќе завршиме целата Голгота. Тоа е моето мислење, бидејќи цело време го следам сообраќајот и го знам сообраќајот во мала рака. Тоа ќе биде најдобро решение и за кај градска болница што е, кај што поминуваат повозрасни луѓе. Така, благодарам многу пред се за одговорите што ги дадовте за денешната тема. Благодарам и за укажаното, но сепак за да немаат гледачите впечаток дека зборуваме темата ни е со бракеот, оние кои што подосна ќе се вклучат, да се држиме до темата за која што денес црвена линија го постави прашањето, а тоа дали заедничко учествување на нашите великани и празници со Бугарија чекор кон подобрување на добрососедските односи. Што мислите вие? Добар ден. Добар ден.
Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам многу, поздрав и до вас секако. Па вака, ја прво мислам дека треба да има заедничко чествување. Пред некој ден слушнав дека се слави 80 години од првиот час на македонски јазик во Македонија. Па Гоце Делчев бил учител пред отприлика 130 години. Ако славиме 80 години сега, од првиот час на македонски, тоа се поставува прашањето пред 130 години на кој јазик предала Гоце Делчев. Ако случајно одговорот е на бугарски, пошто не се разбираме историја многу, откаже на бугарски, ако овдека во тој период било под власт на Турција, тоест османлиска територија. Како он предал на бугарски, во бугарско училиште во Македонија, во Ново село, а територијата било Турција. Значи, тука нешто треба да дадат одговор историчариве. Зашто е така, ако е така. И неговата фамилија е цела од браќа, од татко му после преселбата и селувањето на македонците од Егејска Македонија е во Бугарија. Така да и тоа можел да најде некој за сходно да живее во Македонија, ако толку се бореле само за Македонија и дека имале чисто само македонско чувство, а ништо бугарско, и дури Бугарија им била непријател, како што многу луѓе овдека се уверени дека Бугарија му била најголем непријател на Гоце и на... Благодарам за вашите одговори во црвена линија. Подсетувам за сите останати, внимавајте само на тајмерот. 90 секунди е едно јавување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, во црвена линија сте, повелете. Да. Видете, што да направиме ние за бугарите нечинните. Они едноставно сагат наш да не збришат. А тоа што вика дека за Гоце Делчев учел војна школа во Софија, тоа е најнормално. За турците тука кај што биле во Македонија, кај дозволат да има војна школа во Македонија се уче, да се отвара војна школа, како може да дозволат турците во Македонија? Тоа не е можно. Јас верувам дека он е бил во Штип, во Ново село Штипско, учел на македонски јазик, затоа што тука се били македонци. Не може да учил на бугарски јазик. А тоа што вика за 80 години, тоа се рачуна од кога Македонија е ослободена после Втора светска војна. Во овој период се рачуна. Претходно, дали нашите се го зборувале македонски или бугарски? Се е македонско. И во Петрич, и во Благоевград, и во Сандански, и таму се зборувало македонски. Се до 12 година, 1912 година. И уште некои зборуваат македонски. И во Грција уште зборуваат македонски. Само тоа не сага тоа да го признат овие земји, дека таму постојат македонци и ќе постојат. А тоа не сакам никога да заедно со бугарите да имаме заедничко нешто. Ако бугарите немат своја историја, ние не можеме да ја позајме нашата историја. Не може тоа нешто туѓе период да се китат со нечија туга историја. Тоа сакам да го кажам. Фала многу, пријатно, убав ден. И нека му е, ако е бил жив, не знам колку години ќе бил Гоце Делчев, ама нека му е бил среќен роѓен денот. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Повторно ве префрлам на Facebook, поточно онаму каде што упативме нели да го заследите и профилот на Телма телевизија, бидејќи црвена линија и таму паралелно ја објавува темата за која што зборуваме со вас. И продолжуваме сега со коментарот на Блаже Биринчето, кој што напишал: по никоја цена, секој што заговара такво нешто е веле предавник. Крај. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Прашуваме денес дали заедничкото чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав има до вас. Голем поздрав и до вас секако. Сега, се моje мислење е следно. Секое заедничко чествување оди кон зближување на народите. Сега, што се однесува до Гоце Делчев во тоа време кога што е роден, пред 150 години, значи ние сме биле под османлиско робство, заедно со и Бугарија. Јас малку ќе се навратам од лично нешто. Мојата баба, прво 1913 година, учела српски, а живеела во западниот дел на Македонија, а после тоа учела на бугарски јазик. Сега, значи, во тоа време
ретко не постоело училиште на македонски. А Гоце Делчев бил идеалист, имал идеологија. Тој се борел на неговата табакера, што стоела под мустрандарта, пишува слобода или смрт. Значи, тој се борел за слобода. Сега, пошто учел тоа време по бугарско училиште, бугарите кажуваат дека е бугар. А исто така тој не зборувал добро бугарски, се гледал од оценката по бугарски јазик, веќе имал двојка, а сите биле петки. Значи, се гледа дека бил македонец, а тој бил идеолог, што за разлика од денешните политичари се трговци, ги интересираат пари и профит, а ништо друго. Тако човек со идеологија ретко ќе се роди во Македонија. Благодарам многу и вам за учеството и одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Добар ден, Тино. Поздрав од тебе. Голем поздрав и до вас, секако повелете. Поздрав од Струмица. Јас никогаш не би се согласил да се слави Гоце Делчев заедно. Со некој предходен кажа, погласно или? Одлично е, продолжете. Не би се согласил да се чувствува заедно. Што кажа некој дека бугарски Гоце Делчев се школувал во Софија. Да, но Гоце Делчев дали знае дека се школува и во Франција? Ако не знае, човекот гледам дека е неук, нека ја прочита табакерата од Стале Попов. Малку барем да му биде нешто јасно, ако не се, барем белки нешто во влезе во главата. Овој проблем ни го намеси на Заев и Османи. Ние тоа да не го забораваме никогаш. Ние гледавме како чествуваа на Мара Буњева, па како оде во Охрид и ни кажуваа дека ова е се Македонија, Охрид ќе биде Дали ние сакаме сега бугарите пак да ни дојдат, па сега да ни кажат дека и Куманово и Струмица се е бугарско, тоа не треба. Не треба така. Треба да заедно се чествува со бугарите, кога бугарите ќе бидат паметни, кога ќе разберат што е македонско, што е бугарско. Значи да се разликува. А не тие ќе дојдат овие сега ќе дојдат со бугарски знамења овде да не нервират. Или овој Виктор Стојанов, па нека дојде во Струмица, нека каже јавно кога ќе дојде, нека дојде со бугарски знамења, но без полиција да го заштитува него. Не ќе дојде тој што сака ќе прави, полицијата ќе го брани и ние само наоколу ќе лаеме, ќе дрскаме. Не така. Благодарам многу што и ве со гледачите ги споделивте вашите ставови околу денешната тема. Сега е време да прочитаме уште еден коментар. Ве охрабрувам, продолжете со коментари и споделување на Facebook Црвена линија. Петар Пеце напишал: не е потребно ние да славиме никакви празници со ниедна соседна држава, секој е заедничко како го опишувате чествување и понижување на државата и народот. Благодарам многу, господине Пеце, и вам што земавте активно учество. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, од Црвена линија сте, повелете. Многу поздрав до водителката. Благодарам. Што се однесува до темата, јас би кажала нешто. Добрососедски односи. Добрососедски односи, самиот збор кажува. За да бидат двајца соседи во добри односи, тогаш треба да има волја од двете страни. Во случајот, бугарите имаат претензија, не волја. А ние па имаме отстапки. Кој добрососедски односи се тоа? Значи тоа не се добрососедски односи, тоа е притисок врз македонскиот народ. Значи бугарите немаат ништо нивно, па сега ги присвојуваат нашите борци, нашата култура, нашата историја, дури и црквата се осмелија да ја присвојат како била бугарската црква мајка на нашата црква. Боже, сачувај, уште што нека се наслушаме од бугарите. Па нашите комисија таму за сега што ги разгледуваат учебници, историја и сето тоа. Јас тоа би го скратила. Тоа веднаш да се избрише. Никакви добрососедски односи немаме. Они имаат само претензии. Ако беа добри соседи, немаше да ни ставаат ембарго едно време, немаше сега да ни ставаат вето. Значи тоа човек на човека не го прави, а па тек на добар сосед да ти го направи тебе. Тоа не гледам тука никаква добрососедска и односи. Нема потреба и не треба да се
Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Еве уште еден коментар. Овој пат е на Борчо Иванов. Браво за АХ, мисли на секако апостол, најверојатно Харалампиевски. Вели, од пред малку ги каниш ли тие 10 души, најверојатно мене ме прашувате, господин Иванов, на Кукина Слава, аман веќе од нив млади културни луѓе не може да се јават од нив. Не случајно го прочитав коментарот. Значи, јас од тука, особено ниту од режија, можеме да воведеме контрола кој успева да добие, а кој не. Може би упорноста, како и во сите емисии кои што се контактни во Телма, им останува можност, нели, на оние кои што секако се многу упорни, па некако им успева да се вклучат во програмата. Но оно што е особено важно, токму од тие причини имаме можности преку социјалните медиуми, затоа и ги читаме коментарите, да ги слушнеме вашите одговори и мислење на сите теми, не само на оваа денес. Така да, господине Иванов, благодарам на укажаното и секако ќе ни биде драго да се вклучите и во живо, но еве и на ваков начин ве вклучуваме во оваа денешна дискусија. Затоа продолжете да коментирате и секако да споделувате и на Facebook. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав до вас. Повелете. Во врска со темата, јас сметам дека треба да се ова чествувањето на великаните, да речеме за Гоце Делчев, се заедно во спротивно македонскиот, денешниот македонски типов, удбашки идентитет ќе се изгуби. Заради тоа што нема никаква перспектива. Денешниот македонизам го бранат само власите, посрбените македонци и тие погрчените, како што се во сините кршти во Струмица. А најнормална работа е. Значи, Македонија ја бранат посрбените, власите и удбашките структури од Македонија. За да се спаси македонскиот славјанин, треба заедничко да се чествува. Така ќе се докаже денешниот македонец дека не е исто тој во Бугарија. А за историјата нека се чешаат, се знае каква е историјата. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние за вашите одговори во црвена линија. Останете со нас секако. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во црвена линија сте. Ве слушаме. Повелете. Од Винечко се јавувам, Трајан. Поздрав, господине Трајан, и поздрав до вашите сограѓани. Со овие бугарите се охте ја терат таа работата од 41 и 2 година се ја терат, да не сакажувам тие таму работи. Значи, ние ако сме со тебе соседи и сега ако ти нешто презимам, таа порта е моја, ти како ќе делуваш? Ти кажеш, не може да имаме ни добри односи, така ли е? Еве, Австрија и Германија имат исти јазик, исто се, исто. И немат никакви претензии. Бугарите го тераат по своето палче 41-45 година го се плачкали то и жито, и врна, и памук, и ориси, и не знам што други, нема време да ти разкажувам. И сега бугарите вика Гоце Делчев бил Гоце Делчев, бугарин. Зашто са го ни наредили да го тепа бугарите у Бабица Гоце Делчев? На мен еден декан од Кукуш, македонец, отпатуваваме заедно горе за Словенија и ја му дом на германски, дали има некој седиште, он погледа, вика, думај си, кад се думаш бе ти, викаме некој странец да не си. Викам, дека си ви ти, вика, од Баниц, и ја, там дека го туштите пали Гоце Делчев, и он се утреја водост и плепа нагоре нека Скопје, и вика, едно време обара се, вика, те, кој кажува те пали Гоце Делчев, те турците, па викам, така научи во школа, научеа. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Повторно одиме со коментари. Драго ни е дека сте активни и секако пишувате ваши ставови во однос на темата. Токму од тие причини ги читаме коментарите меѓу јавувањата. Мери Милковска на прашањето дали заедничко чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи, напишала не.
Никако. Ние сме македонци. Благодарам многу и вам, госпоѓа Милковска. Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме во црвена линија. Да, еве сега ќе кажам, значи тестувањето треба да биде во Килкис поново, нели? Така мислам дека треба да биде, он е таму роден во Килкис. Нели, он е фактички грк, не е ни бугари, ни македонец, грк е. Според сите овие наводи на територијата кај што роден, да речеме по нашки или по бугарски кукуш, или по сега ова по модерно на нашиот јужен душман Килкис, таму треба ние да славиме ние и заедно со нашиве комши кои толку се залагаат за неговата бугарщина. Таму да идеме, сите заедно ќе отидеме таму и таму ќе чествуваме. Еве нема у Свети Спас, таму ќе идеме, па ќе видиме како ќе не пречекаат нашите јужни душмани. Дали ќе не пречекаат со цвеќиње или ќе не удра чотекот. Така треба да направиме, па да видиме колку се они желни и патриоти за Гоцета Делчев. Се борел тој за бугарштината, се борел за ова. Ајде бе, нека не продаваат басма. И на ова што ви е рекламата, тоа знамето, тргнете го одма тоа зелено, црвено, тамо како беше. Ве слушам, имате уште време. Благодарам многу за јавувањето. Добро, продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Види вака, на вашето прашање на темата, одма е одговоро не. Одма одговоро е не, заедно да славиме. Второ, дел од гледачите ги слушам и не можам да се начудам. Никој не кажа едно. Ако беше Гоце бугари, зошто Желјо Желјев ни даде кошките да закопаме во Скопје? Јас не знам зошто се расправаме, зошто правиме вакви теми, зошто се чудам, не можам ни да знам. Човеко учел бугарски, учел ова, па кај имало македонски школи тука? Кај да учи? Што значи тоа јас ако учам во Оксфорд, ако учам и дојдов да се борам за Македонија? Не сум македонец. Срамота. Срамота што не можам да ја поднесам. Ама то ни го наметна претходната власт со Бујар Османи. Да се расправаме че бил Гоце Делчев. Ќе повторам зошто Желјо Желјев го врате, бидејќи бил македонец. Зато ни дадоа морчите од Бугарија. Второ, бугарите го тепа. Трето, што е најважно, за ваквите пола гледачи што се ува бугарин вако, таму учел бугарски школи, зато Гоце Делчев го имал чосето. За таквите што биле против Македонија да му е скини глата. Кој е прочитал книгата, нека е побара или не е прочитал за чосето. Јас не знам што да се расправаме поќе. Од немакедонци страда Македонија. Така, благодарам многу и вам за учеството и секако што со гледачите ги споделивте вашите ставови и мислење на денешното прашање. А има што напишал Ди Хектопов. Роден сум на територија на денешна Република Македонија. 8 години сум се школувал во Ниш во Србија. Потоа живее во Бугарија. Војска служе во ЈНА во Хрватска. Денес живеам во Македонија, затоа што сум македонец. Не сум ниту србин, ниту бугар, ниту хрват, туку чистокрвен македонец, од родување како моите прабаби и дедовци, кои исто заради тоа што се изјаснувале за македонци, биле типани од србите и затварани од бугарите. Крај на приказната, ова го преведувам, нели бидејќи е пишано крај прича, како и да продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, ве слушаме. Па многу убаво тој што има напишано и да му е појасно и на овие што се чудат дека Гоце Делчев подобро да ги прашат историчарите отколку да тврди дека предал на бугарски глупости. Друго, ме слушате? Да, продолжете. Исто значи се да надоврзувам на тоа што го пишуваат и на претходниот што зборуваше. Значи ако бил, тој се борел за Македонија, ако бил нешто друго, не ќе се бореше за Македонија, тоа само во глава човек да си го постави прашањето. Глупости, невидени, а што викаше и претходниот, го стори претходната предавничка влада и некако успешно му влеа во некој од македонциве за бришење на
колективната меморија и сега ќе се прашуваат што бил Гоце Делчев, срамота е. Така да не смееме никако тоа да си го дозволиме. Значи овие бугарската политика се знае која и еве со помош на нашите до кај не доведоа дури да се прашуваме. Така да не можам да се начудам на некои луѓе. Гоце значи го дал животот за Македонија. Гоце треба да ни е светлосна точка, неделливо ткиво од Македонија. Само кога ќе помислиме на Македонија, тој во нашата крв треба и во нашата душа да се нашите револуционери, а не да ги даваме, ајде сега до 45-та сме бугари. Така да си се сплотиме, ние сме што сме и да си одиме достоинствено со оваа влада, барем со крената глава, да не се навет. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Дали треба заедно да се чувствува? Да, ама начело со Зоран Заев. Зоран Заев треба да биде учесник, бидејќи тој ја предаде историјата на Македонија. Тој е најголемиот предавник и Бујар Османи, али тој е 99% предавник. Значи, се знае бре, Гоце Делчев е роден во територија Македонија, македонец е и ќе остане македонец. А Зоран Заев ги направи овие рашумијади. Кав ги расправи. Никој друг. Биете поздравени толку. Благодарам, бевте кусино, секако јасни. Благодарам уште еднаш. Останете со нас. Еве уште некои од коментарите. Благодарам, секако ми е драго што навистина сте активни и учествувате. Томислав Македонски напишал: Гоце Делчев е македонец на овој случајтел што се јави сега пред малку. И тука, еве, за жал, не можеме да го прочитаме коментарот, затоа што се употребени цости, односно погрдни зборови. Повеќе од јасно дека секој од вас може да го искаже точно и прецизно она што го и сака да го искаже како став, но да се држиме до пристојноста, бидејќи сепак ова е емисија која што е намената за целата публика и секако не гледаат и оние кои што се малолетни. Значи да се држиме до нивото и пристојноста, секако можеме да поентираме и да ги кажеме работите и без да бидеме вулгарни. Колку и да сте иритирани и гневни. Како и да е, еве, Денчо Митревски, ајде да видиме овде што е напишано, за да кажеме дека заедничките револуционери и просветители се само македонски, треба некој на научна основа да го докаже тоа пред меѓународните фактори, кои работат само на вистински историски докази, а не на рекла казала од баба и дедо без документи, се е ветер и магла. Виолета Георгиевска напишала: заедничко чествување во никој случај не води кон подобрување на добрососедските односи. Ова е причина што Бугарија никако не смета за соседи. Тај понатаму живее со идејата за голема Бугарија. Македонците и Македонија ги смета за бугари, односно бугарска територија. Никогаш нема да не прифатат како соседи, бидејќи според нив ние не постоиме. Што е потеклото на Гоце Делчев е безпредметно, само тој може да каже што бил. Благодарам за коментарите и секако продолжуваме понатаму со вклучувањето на гледачи во живо. Добар ден. Добар ден, Тиран. Поздрав до вас. Мене ме интересира ако бугарите не ја признаат Македонија, ако не го признаат македонски јазик. Мене ме интересира чие територии се, например, Средна Америка, Јужна Америка, кад само се зборува 90% или 100% шпански. Дали тие шпански држави? Или друга е културата во Америка, друга е во Европа. Значи, бугарите за мене се таков народ, значи, не знам како да кажам, ќе грешам, ќе ми исклучите. Значи, како може една Америка да зборува на англиски јазик? Ајде Англија нека земе Америка. Или нека земе Ел Салвадор, нека земе Бразил, Аргентина, бидејќи тие зборуваат шпански. А ние нека и назад, бидејќи нашите предци, што им било забрането да зборуваат на бугарски, па потоа на српски, па од српски пак на бугарски, значи со нив сте играле мајта.
И сега ние бугарите ги поддржуваме затоа што со нашите баби и дедовци играле мајта. Еве мојот родител татко ми учел една година бугарски, друга година српски, значи и тоа пак во прво одделение, повторно пак во прво одделение, значи тие со нас тие мајта. И ние денес им дозволуваме со нас да се мајтапат. Ма нема никаков Гоце Делчев, нема ништо. Значи, тие дека си слават нивниот Гоце Делчев, замислите нека си го слават во Бугарија, ние нашиот Гоце Делчев си го славиме во Македонија. Тие викале тамука на некој концерт, па нема што ќе бара таму Дафкова и премиерот Мицковски. Па тие нема да во друга држава, тие имат и овде Македонија. Благодарам многу и вам за одговорите. Повторно се префрламе на Facebook. Драго ми е дека сте исклучително активни, а и коментарите представуваат секако одговори на денешното прашање, односно учество во дискусијата. Мири Милковска напишала на нашето прашање: не, никако, ние сме македонци, а Борчо Иванов напишал благодарност за Телма, благодарност на Тина, почит за Тина, за Телма. Благодарам многу и вам, господине Иванов. Ако не успеете секако да не добиете во живо, ќе ни биде драго преку коментари, секако да секогаш зимате активно учество во секоја наредна тема на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало, дали сте во програма? Да, во Црвена линија сте, повелете. Во Црвена линија, меѓутоа, вашава телевизија, сакам да прашам, што работи, кого го означува, што денесо ваше објавување? Имате пред мене телевизија Телма, дали заедничко чествување на нашите великани празници со Бугарија и Чеко до подобрување на добрососедските односи? Ве молам, вие како македонска телевизија, ако сте македонска телевизија, за ова денешно случување, рождеството на Гоце Делчев, го објавувате последно во вашиот дневник. Ало, која почита тоа кон Гоце Делчев? Кои се вашите одговори на нашето денешно прашање? Ама што е? Кажете ношто личите. Кажете ако не сте нели за заедничко и дека тоа не треба, еве кажете го тоа. Значи не ве разбирам зошто сметате дека е последна објавена веста. Па еве вие гледајте и другите телевизии, гледајте Телма, вашата Телма. Благодарам. Секако јас во моментот сум дел од Црвена линија и многу ми е жал, бидејќи имате можност 90 секунди. Имаме конкретно прашање. Се разбира, еве ќе повториме уште еднашка. Денеска по 153 години од неговото раѓање, како никој да не ја сватил неговата порака. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Председателката Силјановска Давкова и премиерот Мицковски не ја прифатија поканата да присуствуваат на денешниот музички концерт во чест на Делчев што ќе се одржи во Софија, чиј покровител е бугарскиот председател Румен Радев, а своето учество го откажаа и уметниците поетесата Валентина Божиновска и оперската пејачка Илина Митревска. Црвена линија денес прашува дали заедничкото чествување на нашите великани и празници со Бугарија е чекор кон подобрување на добрососедските односи. Што мислат граѓаните? Слушаме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина, така, тачно, многу паметно. Ние што ќе кажеме граѓаните, многу е битно. Значи, културно, ова како што се понашаа до сега, мислам, не заслужуваат бугарите. Ко ќе најдеме заеднички јазик, они се бугари, ние македонци, тогаш молим на рамноправна основа. Така, а народот, ја мислам, со народот живееме многу добро. Али самите викаат, кој ги прашаме, што работуваме по спортот сум ја таму, вика, политиците ни се расипали, самиот народ бугарски кажи. Значи, народот многу убаво си соработуваме, али Гоце Делчев само, еве, што дава, не знам која наша телевизија, внуката на Гоце Делчев, како му го тера Тоше Преевски да ја пее, зајди душа, и се исполни душата, вика и да умрам да лежалам. Зашто Гоце Делчев борба водел за Македонија. Самата внука кажува, така ли? И затоа ние паметно што не отиде председателката и премиерот и уметниците. Додека не се опаметат,
да братски мислам онака да имаме равноправност. Разбирате, разбирање, тогаш нема проблем, ќе соработуваме, тука сме комши, мора да соработуваме. Бидете ми поздравени, ние сме македонци, они бугари и така треба да се водиме по тоа. Поздрав ти на! Поздрав, благодарам и вам за учеството и еве што споделивте и дадовте одговор на нашите денешни прашања. Добар ден! Добар ден! Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Вака, во врска со ова заедничко чествување, значи, Гоце Делчев е македонец. И тоа го знаеме сите ние македонци, дека е така. Со нив најдобро е да немаме никакви, буквално ништо со бугарите, најубаво, затоа што се знае што е македонско, они таму што си имаат, нека си имаат. Друго, Гоце Делчев. Зашто они, пример, не го ставиле во химната, како што е во нашата химна македонска, како великан на македонскиот народ, што ден денес си го славиме и ред други работи, Гоце Делчев, го пееме во сите народни песни и во све, поготово во химната. Зашто не го ставиле да си ја пеат во таа нивна бугарска химна? Едно. Друго, каква заедничка историја имаме ние со нив? Значи, каква заедничка историја имаме ние со нив? Значи, ние сме си македонци, од времето, нели, од Александрова цивилизација и све тоа комплет, што имаме ние со нив? Значи, буквално немаме ништо со нив. И сите гледачи, примери што зборат, до сега све беше окей, мислам, секој чест на сите што се јавија, дека немаме никаква заедничка историја и не треба да имаме. А тоа што е направено, тоа добрососедски до 90 секунди е време траењето, но сепак благодарам што еве бевте дел од ова издание на Црвена линија и секако се додека траеме, останете со нас. Читаме коментари во овој момент. Зоран Радич напишал вака: нека си бугари слават, никој не може да им забрани, никако заеднички. Со тоа Македонија признава дека е само бугарски деец. А Славчо Гиздовски напишал: Гоце е бугарин, исто колку што е Хан Аспарух македонец. Благодарам и за коментарите. Ајде продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Ќе покушам колку може побрзо, пошто при крај сме. Значи, прво јас да славам со некого што не ме сака, нема место. Бугарите прво не признаваат како народ, како нација. Значи, како една посебна единка, како посебна држава, ја ми нема место ние да чествуваме, да учествуваме што се вика во нивни прослави, било на дејце, било на празници, било што. Ја ми се чини дека апсурдно е да славиме заеднички. Меѓутоа, они како сакат нека размислуваат дали Гоце е бугарин или е македонец. А ако беше бугарин, тие уште во времето ќе го задржаа, значи коските негови ќе одржаа во Бугарија, немаше да дозволат да бидат пренесени во Македонија, да бидат онамо каде што припаѓа како, значи, како деец кој што е роден во Македонија, значи и работа за Македонија и честнеа за Македонија. Така да тука е, тоа е завршена приказна. Сега, значи, да речем, сакаат они да бидеме ние дел од нивната нација, да ние сме, да речеме, овај дијалект на нивниот јазик. Ја мислам дека ние се во обединетите нации напишани како Република Македонија со македонски јазик, македонска култура, македонска историја. Значи, ние сме посебен идентитет и нема место за дискусија. И мислам, треба еднаш за секој да престанеме и да не ставаме вакви теми на ние на телевизија, затоа што со ова сами себе се деградираме, дека сме нешто друго, не сме она што сме. И мислам дека, ја мислам, друг пат ако има ваква тема, нема да учествувам. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Жал ми е што сметате дека Црвена линија не треба да постави вакви теми, но ова е просторот да се слушне граѓаните всушност што има да кажат на актуелните случувања, како и на
ова денес. Што значи на некој начин оние кои што се задолжени или надлежни всушност секогаш внимателно да бидат упатени која е јавната свест, односно што имат, ќе повторам, да кажат граѓаните. А што кажа оние, односно како одговорија на денешната анкета, кои што не следат на Инстаграм, поточно овој пат на профилот на Телма телевизија. Секако топло препорачувам да го заследите профилот на Телма телевизија и утре ќе објавиме анкета таму. Црвена линија денес праша дали откажувањето на председателката Силјановска Давкова и премиерот Мицковски да не присуствуваат на музички концерт во чест на Делчев под покровителство на бугарскиот председател Румен Радев е добар политички потек. Со да одговорија 91%. Со не одговорија 9%. Сега ќе погледнеме реклами, а повторно ќе се видиме во студио по нив. Останува да ви речам големо благодарам, бидејќи оваа црвена линија ќе одбележи активно и навистина големо учество од граѓаните кои што се вклучија и дадоа допринос за да имаме уште едно добро издание на црвена линија. Секако утре верувам ќе имаме интересен предизвик за сите вас, нова тема. А сега останува и да ве префрлам онаму каде што се повеќе од ден на ден, еве пред малку коментирав, имам чувство дека се брачна двојка. Па нормално, никој како Ката и Ненат. Тина. Па така само ве слушам нешто, што ти е... Ме нервно ме осакати, Жена за тоа е нервно да те осакати. Те она, те вака, те така. Почнеме и да истераме. Гледа, ти си колку повисок и без друго си повисок, ја гледаме како. Знаеш што ми рече? Види колку си висок, спушти го столчето. Да. И викам сега како на шалтер. На шалтер. Повелета, сега пошто она си е ниско, треба и ја ниско да се имам. Повелета, ти не дали сите документи ги имате? Да, и одиш... Шалтерот работи? Да, работи ми е и после и двете го имате тоа. Слушај, тоа е баш на шалтер, деме код тоа процепот. Од прозорчето збориш? Да прашам нешто. Да не ви фали уште еден документ само. Па не ви фали, оставете ги тие, завршена е работата. Ви благодариме, ќе се вратиме утре. Ние сме на шалтерски систем, Ќе се вратиме утре по 100 пат. Така е.